Satnam. Satnam. Jaz sam Haripalkur Kristina, ki prezentiram recept od mojeg učitelja Yogi Bhajan za podgotovka na jadenje so cveklo. Ova jadenje je kjuftinja od cveklo. Po Kundalini yoga mnogo jademe cveklo. Yogi Bhajan njego preporača da bide redovno nanašata ishrana, особено кога се менуваат сезоните. Цвеклото ни помага да се подобри работата на црниот дроб и кога црниот дроб ефективно работи и оптимално, тогаш ефективно и оптимално работат и нашите црева. Кога нашите црева работат оптимално, целиот наш дигестивен систем работи оптимално. Цвеклото е супер вкусно, има илјадници рецепти како може да го подготвуваме. Веќе спремавме тава со цвекло и денеска ќе подготвуваме кјуфтиња со цвекло. Со оваа рецепта ни е потребно просо, 2/3 од чаша за млеко, 2/3 просо, 2 чаши вода. Се вари изменото просо во вода комплетно да абсорбира течноста. Кога е сварено, ќе го исклучиш и ќе оставиш да се подолади. 3 средно големи цвекла се варат, се лупат и се рендаат кога се подовладени. Останато ни е потребно 2 до 4 лажици брашно од наут, прав од кромит, сув прав од лук, чили малку по желба и сол. За пржење на кјуфтињата ни треба гипутар или друго растително масло. Јас спремив за само да може да ја видиме рецептата, за не чекаме да се вари. Веќе просото ми е сварено и цвеклото и сега ќе видиме како понатаму ги правиме. Еве ни ги состојките. Вареното просо, цвеклото, јас со рачен блендер, може и да се изренда, може и со рачен блендер, но да не стане каша. Треба да биде, сакаме да биде покрупни парчиња, не кашести. Ако ја правиме од прилика рецептата со наши количини, важно е да запазиме да има колку цвекло, толку просо. Значи од прилика 1:1. Цвекло со просо. Лук во прав, сол, или може соја сос, или тамари, се многу убави со соја сос и тамари. Место чили јас сакам бибер да ставам. И во моментов немам сув кромит, но затоа со свеж кромит, ситно исецкан, се навистина вкусни. За почеток ќе ставам 1 лажица брашно од наут и ќе видам потоа како ќе има потреба. Така ќе додавам. Знаеме дека за кјуфтенца треба да биде сува смесата, да не биде течна, за да може да се пржат без да се распаднат. За пржење, најдобро е оваа смеса да ја оставиш барем саат време. Или во фрижидер, но може и на собна температура. Покрија смесата и дозволи да се соедини и на тој начин ќе се пржи многу по ефективно. Сега сакаме да се изедначи. Еве просото дека е варено од претходно се згручува. Ако сакаш да биде да нема крупни парчиња, тогаш може и целата смеса со рачен. Ќе биде помазно со рачен блендер. Со сув кромит е многу вкусно, се става по 1 лажичка,
сув кромит, 1 лажичка лук. Јас сакам да додавам цимет, кога јадам цвекло, ќе ставам цимет. Во оваа фаза изгледа прилично компактно. И сега, во оригинал рецептата се пржи. Јас денеска решив да ги правам печени. На хартија, на масна хартија за печење, ќе си ги формирам. Можеш каква сакаш форма. Се печат прекрасно. Сакам да кажам, ако ги пржиш, многу е важно во право време да ги вртиш, бидејќи ако не е во право време, истото важи и за на хартија. Ке имаш чувство дека ти се лепи и дека не ти се успешни. Треба да се остави да фати убава коричка, што треба малце повеќе време за овие ќуфтиња и дури тогаш да превртиш. Не се пржат во многу длабок зејтин, например 1 до 2 прста тавчето да има зејтин и по потреба ќе додаваш масло. Прави ги помали за пржење за да може да ги контролираш полесно. Кога ќе почне да мириса убаво, ќе извадиш на хартија да се исцеди високотечност. Дури и на хартија, кога ги печам, јас гледам да е страната на која се печа да биде навистина убаво испечено и тогаш без никаков проблем се превртува. Ако е прерано, ако не ти се одлепува, да знаеш дека е прерано и дека треба да оставиш уште малку. Од прилика на зависи од шпоретот, на 200, 220, ќе потрае околу 40 минути сигурно. Ќе зависи дебелината и големината, но 40 минути, ако не и повеќе, сигурно ќе се печат. Со пржење е многу побрзо, веднаш ќе знаеш кога е испржено. Нас состојките сите ни се сготвени, но сакаме да запече, да запржи. Во кундалини јога ние често пати правиме монодиета, кога јадеме само цвекло, например, и тогаш подготвуваме различни рецепти од цвекло или истата рецепта секој ден. Тоа е по желба, но е одлична можност да си го зајакнеме црниот дроб и да си го обновиме метаболизмот. И навистина е вкусно, нема никакво изгладнување. Ова јадење може да се сервира со кисело млеко. Јас често пати правам и некој зелен крем, дали од Макдонос многу или од спанаќ и за макање. А исто така е многу вкусно со лимон, се меша со соја сос и се става маслиново масло. И ова ти е како за мацкање, ги мацкаш ќефтињата во оваа смеса. Исто се многу вкусни со малку сос од домат, домашен, кој нема ништо во него, само домати. Навистина оди нешто што дава киселкав вкус во јадењето. Додека го јадеш цвеклото, сакаш да имаш нешто што ќе биде киселко или остро на вкус. Остро како што е Макдонос блендиран со малку лук и маслиново.
остро и кисело млеко. Може навистина помали, може друга форма. Ако сакаш посуви, стави уште брашно. Мене ова ми е проверено и ми се допаѓа. И јас ги испремам на овој начин. Сега ќе ги ставам во загреана тава и од 40 до сат време сигурно ќе се печат. Потоа ќе видиме како изгледува нашите прекрасни ќофтиња. Еве како изгледува ќофтињата од свекло. Готови се. Сакаме да бидат запечени од двете страни. Јас подготвив сос од маслиново масло, соја сос и лимон. Се мацкаат натре и се спремни за јадење. Ги посипав со суво нане и навистина е прекрасно заедно во оваа комбинација. Можеш дополнително да послужиш и кисело млеко. Уживај во ова прекрасно јадење од свекло. Видовме колку едноставно се подготвува рецепта. Ова е од тие рецепти што можеш да ги правиш редовно, можеш да ги правиш сами за себе. Сами за себе овие ќофтиња се комплетен оброк со нешто кисело, или може во прилог многу е вкусно со спанак или плитва. Или е супер комбинација со супа. Може да се јадат заедно со супа. Супа во која има џумбир и нешто зелено и свежо. Уживај во овој прекрасен рецепт. Ако ти се допаѓа, прави го често, сподели го со пријателите и секако баш ќе ми биде драго ако ми пишеш и ако слушнам коментар како тебе ти делува, бидејќи не е само за да биде вкусно, овој рецепт има голем ефект на нашето здравје. Со континуирано јадење ќе можеш да направиш разлика кој е ефект. Имај прекрасен ден, те поздравувам. Сатнам!